Внимавајте. Говори Радио Лидер. Утрински ринг. Не стигна и еспресото во нашето студио, откако предходно малку Ивица ме критикуваше дека за него не сум подготвил ова утро. Претрачав за време на овие реклами до апаратот и на брзинка направив едно еспресо. Во нашето студио е гостинката Гордана Димитриевска-Кочовска, подпредседател на ВМРО ДПМН. Кочовска, од власта ве обвинува дека вие ги организирате овие протестиве на наставниците како партија, дека вие стоите, дека вие ги терате да протестираат и така го кочите системот. Потоа што ја гледам како реакции на СДСМ. Па смешно мислам да се верува во такво нешто. Предпоставам дека ако кажеме да ние ги организираме, после ќе биде ние ги покачивме цените и не знам што. Значи просветните работници повеќе од јасно гледаат и тешко живеат од причина што гледаме секојдневно како растат цените на трошоците за живот и логично е нивните барања да се поврзани токму со платата, односно зголемување на платите, затоа што одвај врзуваат крај со во месецот. Така да кој воопшто и мисли да ја обвини опозицијата ке е смешно, затоа што на крајот од денот сите работат за плати и вчера баш читам коментари по социјалните мрежи на просветните работници, велат тргнете ни се и од власта и од опозицијата, не ни интересира ништо, сакаме едноставно подостоинствен и поубав живот за нашите деца. Значи кога станува збор за децата и да кажеме начинот на живот кој што родителите во ситуација во просветните работници го организираат, тука мислам дека не може никој нив да ги подбуцнува или да ги организира или да ги инструира, едноставно секој сака поубав живот за својата семејство. Ајде да влеземе во темата. Значи тука ни беше буквално пред една недела. Да, Јаким Неделков, кој што зборуваше за колективниот договор. Значи станува збор за таа пропорција 2,5 спрема 1 во однос на минималната плата, колективниот договор на работниците на просветните работници. И сега тоа што го коментираме веќе недела дена со Љупчо. Значи јас сеќам, имавме во тој период некои разговори, меѓу другото и со самиот Зоран Заев, кој што тврдеше дека неговата власт ќе се подпира на неколку столбови, од кои што едниот столб ќе биде токму тоа, покачување на минималната плата. И сега морам да кажем дека овој бран на популизам, тоа беше популистичка мерка, тоа беше планирано како популистичка мерка. Филозофијата беше многу во наводници социјалдемократска, демек народот е глупав, ќе му дадеме нели лепи игри, ќе му дадеме поголема минимална плата и ќе не гласа затоа што тие друго не знаат, што е едно подценување на народот. Но еве гледаме дека покачувањето на минималната плата било врзано со колективни договори, било врзано со... И не само тоа, видовме дека ова покачување на минималната плата можеби и придонесува и во инфлацијата во Македонија, затоа што кога ти покачуваш минимална плата, а немаш зголемено продуктивност во компаниите, тоа значи дека на крај, ако сега ќе ти објаснам наједноставно, Ивица, па ќе оставиме на гостинката. Ако ти имаш дрвопреработувачка фирма и ако произведуваш 10 стола со минимална плата од 15 и 18, пак ако произведуваш 10 стола, ти ќе мора да ја покачиш цената на столиците за да им даеш плата на луѓе. Така што покачувањето на минималната плата, иако беше поддржано од ВМРО ДПМН, малку придонесува и во инфлацијата. Точно, меѓутоа јас сум сепак роден во СФР, вие не сте. Овакво и за мене. Па јас сум. Не баш така, не сум така млада. За мене сепак, значи си постои нешто што се вика работничка класа и си постои нешто што се вика пристојност на живот. Значи без разлика на се, ако оставиме све на дивиот капитализам, луѓето ќе работат за без пари. Не велам да оставиме нареко. Значи си има зошто да го прилагодиме. И сега тоа го прашувам, значи еве значи од минималната, точно е, просветните работници кои ги прават споредбите се во право, меѓутоа зошто не е направено во согласување по колективниот договор од 2017? Тогаш почна со овие авантури. Тогаш беше првото нели зголемување на минималната плата. Уште колку пати ја зголемува и каде дојдовме? Значи вака, прво морам да прокоментирам нешто што исто коментира Љупчо, а тоа е значи во однос на продуктивноста, минималната плата и инфлацијата.
Ние сега лечиме последици. Значи, инфлацијата не е од сега. Инфлацијата во Македонија се појавува кога нема инфлација ниту во Европа, ниту во светот, ниту во регионот. Да не го заборавиме моментот. Значи, неспособната власт, неспособните економски политики доведоа до таква ситуација. И сега вие како ќе кажете дека некој не ја заслужува платата. Но ајде да тргнеме од почеток. Точно колективниот договор е тој кој што значи во образованието ги регулира платите. И сега имаме првен, да не забораваме, пред некаде од прилика 2 месеци чинам, корекција, односно изгласавме закон за минимална плата, со кој што ја зголемивме минималната плата на 18.000 денари. Ако во колективните договори на образование стои дека платата на секој просветен работник ќе биде минимална плата, која што во колективниот договор е дефинирана како апсолутен износ, но не согласно корекција на законот за минимална плата, но сепак се повикуваат и го множат со коефициентот или степенот на сложеност на работата, тогаш доаѓаме до ситуација дека и нивниот колективен договор е врзан за минимална плата. Сега вие пред 2 месеци се испофаливте како власт дека успеавме, врв постигнавме во минималната плата. Гледате, ние се грижиме за граѓаните. За кои граѓани се грижите? За оние само што работат во приватниот сектор? Да го товарите само приватниот сектор, а да го оставите другото? А при тоа да не заборавиме во план за живот велат дека ќе се борат против нееднаквоста. Што е сега нееднаквост? Еднакво ли е минималнава плата да важи за една група на граѓани, а да не важи за сите? Ама не, тоа е неуставно. Најинтересно е. Еве во здравството да го тргнеме образованието на страна. Значи, секоја чест за хигиеничарка, една од најбитните професии во општеството и треба да има хигиеничари нормално. Имам роднин, баба ми била хигиеничарка, не се срамам, не е срамна професија. Да се работи не е срам, да. Хигиеничарка и медицинска сестра во моментов земаат иста плата во клиника. Каде што без подценување на хигиеничарката, медицинската сестра буквално работи на спасување на животи. Имаат иста плата. Од таа причина, значи, јасно и колективниот договор вели согласно степенот или коефициентот на сложеност. И просветните работници не бараат ништо повеќе, си го бараат тоа што реално го заслужуваат. Гордана, тука беше Јаким Недолков и тој ни кажа дека степенот на сложеност се однесува на тие рангови внатрешни што ги имаат во професијата, меѓутоа исто така нас не изненади фактот дека разликата помеѓу платата во ранговите е минимална и сега исто изненадувачки се. Значи некој наставник вложува во себе, носи десена надпревари, магистрира, докторира и зема 500 денари повеќе. Ќе откриеме една работа која Јаким Недолков не ни кажа во емисија, ни кажа доле на касне. Од кога завршивме. Сега разговарам, викам добро сега. Па викам, окей, сигурно ќе ви понудат нешто малку поголемо, покачување. Зашо викам не ви даваат? Не се многу пари, колку излега 18 милиони евра годишно плюс, ако не се лажам. Вели, јас сомневам дека имаат пари. Да имаат пари, вика, ќе ни даде и популистички ќе триумфира. Мислам дека во буџетот немаат пари. Што велат вашите анализи? Вие сте еден од најсериозните економски познавачи во ВМРО ДПМН, сигурно ја следите власта од позади. Има ли воопшто пари во буџетот? Видете, буџетот е еден план за годината. Тоа е однапред испланирано како треба да се реализираат расходите. Ние во континуитет со оваа власт имаме и погрешно планирање, и погрешно реализирање, и воопшто невнимавање како се троши. Поминуваме кризи, не внимаваме, не штедиме и така натаму. Ајде да тргнеме од почеток. Мислам дека на првата средба беше помеѓу СОНК и владата. Велат не е дека владата вели, не е дека ние не сакаме да дадеме повисоки плати, но мора да одиме во согласно со трите кризи кои што во моментот ги имаме, тоа е здравствената криза, тоа е енергетската криза и тоа е економската криза. И тоа е име оправдување зошто не можат да излезат во пресред комплетно, значи 100% на барањата на просветните работници. И сега ајде да тргнеме од првата здравствената криза. Прво, пред да зборуваме за здравствена криза,
Ние го имавме СДС на власт и во 2017 и во 2018 И и во 2019 година. Ако го погледнете планот за живот, ќе видите, меѓу другото, вела дека ќе имат просечна стапка на раст, на економски раст од 5%, повеќе од 5%. 2,3% е просечниот раст во годините пред кризата. Ама видите, тоа се тие, да кажеме, основи со кои што влеговме во корона криза 2020 година. Да влеговме со 5% раст, друга ќе беше Се математиката. сеќавате 2019 година Нина Ангеловска со оној буџетот, најголемиот, рекордниот, не знам, највисоки приходи, највисоки расходи и така натаму. И потоа се случи корона кризата, да не заборавиме во првите 2 месеци крахиравме, буџетски дефицит направивме, односно во првите 3 околу 120 милиони евра, што не се случило, зошто се спремавме за избори. Значи, буквално беа насочени кон изборите, ништо друго не ги интересираше, а веќе во Кина, уште и во јануари месец, поточно од декември 2019, почна пандемијата. Сега, ајде да ги тргнеме први економскиве бројки, да ја гледаме здравственава криза. Да кажеме дека таа беше на некој начин неминовна да се случи, бидејќи се случи секаде во светот. Пандемија беше секаде. Пандемија беше секаде, така. И ние не велиме дека владата ја создаде пандемијата, меѓутоа владата не успеа да се справи со пандемијата. И не само тоа, прогласија вонетна состојба и во 4 очи правеа набавки кои до ден денес не знаеме што се од 1 милиарда евра кредити, кои што комплетно ненаменски се испотрошија. Тука изнесе Љупчо еден податок, се имаме овдека со дополнителен министер за финансии поранешен разговор. За мене е фрапантна бројка. Вистина е дека околу 940 милиони евра се потрошени без договори во 4, без тендер во 4 очи. Видете, сега дали се или не се, не можам да зборам, бидејќи тоа се, значи, многу пари кои што не сме ги прочешлале ние сите договори, дали се во 4 очи, дека законот за јавни набавки Добро, давал можности, да, меѓутоа се разбереме нешто. Има ли извештај, еве да речеме, пред собрание како се потрошени парите за короната? короната? Да го дознаеме тоа како се потрошиле овие пари. Владата не се Еве Љупчо, мислев да одиме по ред, меѓутоа Љупчо тргна да зборуваме директно кога зборуваме за здравствената, да зборуваме и за економија. Јас извадив неколку податоци точно за 2020 година, бидејќи пак ќе се вратам, таа е клучната година кога вртоглаво тонеме, значи ние со СДСМ ви кажав, во континуитет паѓаме, но ова вртоглавото тонење почнува поизразено во 2020 година. Значи да не заборавиме. 1 милиарда евра кредити, 6,1% пад на бруто домашен производ. Јасно. Историски највисок. 2001 година ја поминавме многу подобро во однос на пандемијата. И се некој ќе каже, ама ова беше пандемија. Па беше пандемија и за другите земји во регионот и во светот. За Србија беше пандемија исто така. Па никој не... Ова е буквално не да треснеме од земја, не знам веќе како да се изразам на вистина. Станува збор за комплетна неспособност. Видете, дали е неспособност мене повеќе, кога размислам вака во детали, ми оди дека 2020 беше многу добра година за корупција, за криминал. Најверојатно тука се Тој искористи. сектор имаме највисок раст. Но Македонија е лидер во регионот, па и на европско ниво. Не, видете, дека има корупција и криминал не го зборуваме само ние, веќе го зборуваат и земји и амбасади кои што Оваа милиарда колку било за висето, колку за црквата, сега, вие прашавте колку, значи дали навистина биле во 4 очи тие целиот буџетски дефицит. Бројката која што ја кажавте, уствари буџетскиот дефицит за 2020 година. Не можам да тврдам дека целата била договори во 4 очи, но можам да тврдам дека планот, извини Љупчо, во 2020 година, значи планот за здравство бил некаде околу 33 милиарди денари, со ребалансите кои што се направени некаде е зголемен за 1 милиарда денари. Пазете, една тоа се 15 милиони евра. 15 милиони евра значи повеќе од првично планираните. Јасно. А буџетскиот дефицит го зголемивме за повеќе од 500 милиони евра. И се од тие 500 милиони евра само 15 милиони евра за здравство.
Но што е интересно, зошто велам дека воопшто не се справија. Значи, таа 2020 година првично планираните буџетски приходи биле 222 милиарди денари, за на крај да имаме реализација од 189 милиарди. 239 милиарди им биле планирани расходите на почетокот. Да. При тоа сме завршиле со 243 милиарди, значи 4 милиарди повеќе. Сега, ако владата размислуваше на вистина правилно, да се справи со кризата, да реагира на време, да направи веднаш ребаланс, да скрати непродуктивни трошоци, ние првично ќе требаше да ги намалиме за Јасно, добро. трошоците во делот на непродуктивни. Сега ние имаме ситуација Наместо да се намалат за 500% ги зголемиле. так. Значи, наместо да кажеме да биле непродуктивните на 206 така, милиарди денари, ние сме ги испроектирале до 243. Значи немаме сега време При да тоа- видиме што се продуктивни и непродуктивни. Не, Треба и не, тоа да но видиме. друго сакам да Ајде. кажам. Државниот завод за ревизија излезе со податоци, односно правеше ревизија за јавниот долг и при тоа на една од страните вели дека за кризата во 2020 година, значи надвор од она за здравство што е Јасно, потрошено, потрошени се 300 милиони евра. 19 милиарди Добро. денари. Сега, 300 милиони евра, а буџетски дефицит од многу повеќе повисок, од тоа. точно. И сега се постава прашањето каде се потрошија парите. 2020 година, годината во која што следиме настава онлайн, во најголем дел Да, работиме јасно. од дома и така Точно. натаму, владата потрошила повеќе 2 милиарди денари за плати. Пазете, 2 милиарди денари, значи вработувала таа истата влада, која што критикуваше една друга влада, која што зборуваше дека е Настапен. против. Како? Па како е спроведен конкурс на пандемија? Нели во дома бевме? Како се правил Не, конкурс? која е причината и потребата од дополнителен број на вработени? И Не, не, сега, како се правил Па конкурс? и така не работат ништо таму, сега од дома нема да работат ништо, исто му доаѓа, знаете. Нема, како е направен- Не знам како. Не, не, поинаку да го- како е утврдена потреба? Не, Пандемија- утврдена. не, ама како е утврдена потреба е тоа прашање? Овие бројки кои ги слушаме, многу е убаво што вака пластично на луѓето им ги објаснуваме, да им стане јасно што се случува. Значи, Нема, јас сакам една друга работа, еве пред малце го спомна ти Израел. Не знам дали знаеш, Израел војни кога води. Сега војна кога се води нормално правилата на игра се поинак. Војна состојба е уште полоша од Добро. вонредна состојба. Во Израел кога ќе заврши војната, Министерството за одбрана, војската, Министерството за финансии прво прави внатрешна истрага, внатрешни сослушувања, извештај, па тој иде во собрание, па во собрание се бранат тие извештаи. Во Израел се случувало генерал кој што е славен дека победил на боено поле, да изгуби работа затоа што во собрание заклучиле дека премногу војници изгинале. или дека многу пари Или дека потрошил. многу пари потрошил. Па, значи и воена состојба не исклучува пристојност кога го правуваш со средствата. Исто така и здравствена криза, вонредна ситуација заради пандемија не исклучува дека парите треба домаќински да се трошат. Значи Така е. дека 2020 година според ова што го зборува Гордана, според мене не е затворена политички. Ниту политички во смисол дека јавноста во Македонија не е дознала Не. како се потрошиле тие пари. Види, сега, тие Исто и- пари се одразуваат на цената сега ти која идеш да купуваш нешто. Ти ги враќаш тие пари. Значи, со да го една- оставиме тоа. Не, Исто и 2020. не да го оставиме, еве. Исто претпоставам Гордана исто и 2021 година. значи да, Продолжува исто. видете, во однос на платите, при тоа мора да напоменеме дека ние не зборуваме за покачување на плати во јавна администрација, па поради тоа Значи, ова е ставката да механички пораснала. прилив Значи, на луѓе ова е во веќе нови вработувања. И сега вие велите на просветните работници, не можеме да ви дадеме, бидејќи имаме криза, а во исто време, во локдаун, кога следиме онлайн, кога повеќе од пола администрација е дома, вие вработувате нови лица. Тоа е правилно располагање, користење на буџетот. Можеме рамковно да кажеме за тука веројатно илјадници се според бројкава на Па сега, значи, ајде да не навлегуваме во таа дискусија. Јас го гледам буџетот како целина, со бројки не гледам, значи дали завршуваат кај Петко, Јанко, Станко, Африм и Добро, така ама натаму да. парите. Први ги гледам дека 2 милиарди се потрошени денари, односно тоа се отприлика 34-35 милиони евра, мислам, пари кои што се оделеле за нови вработувања во услови на пандемија,
кога не било потребно. И сега некој се дрзнува, пазете, јас вака, ако ги критикуваме просветниве работници зошто барале, па они не одат на работа и така натаму, а овие зашто се вработувале? Така? Мора да побараме да видиме Гордана, што е ова. Значи, мора да влеземе во бројките. Понешто го кажуваат од СОНК, се на се 18 милиони евра париве годишно кои треба да им се дадат на просветните работници. Плюс дополнително за да се нели покачи платата. Сега мене ми е следно прашањето. Па ја кога видов овие колку трошат за бадеми, фстаци, презервативи и останати трошоци, овие 18 милиони евра се ништо. Дискутираме значи само за платите поради тоа што нели апсолутно никакво оправдување премногу очигледна ставка и никакво оправдување за истата. Освен да кажеме денес тоа се тие вработени во администрација кои што ги плукаат денес просветните работници и велат ви не одите на работа, не заслужувате плати така натаму. За тоа се вработуваат партиски кадри во услови на корона криза која треба да се внимава на секој денар. Меѓутоа имаме една друга ставка која што за мене и денес енигма, еве и бев во министерството, се обидував да анализирам, освен што видов еден куп физички лица и договори на дело, ништо друго не можев да пронајдам во таа ставка, а тоа се разните трансфери. Разни трансфери биле планирани во 2020 година на 38 милиарди денари, притоа морам да потенцирам дека тоа се отприлика 10-11 милиарди денари повеќе од плановите и реализациите на некоја друга влада. Вака се, Гордан, затоа што ние кога правиме семеен буџет, за се што е над 10.000 денари во евра сметаме. Ајде во евра да зборуваме. Значи некаде околу 180 милиони евра. Добре, толку се планирани. Толку се планирани. Се над колку евра? Не толку се планирани. Толку е повеќе во однос на некоја претходна влада. Толку е претходно и така им е планирано. Значи, ако некоја влада планирала претходно 470-80 милиони, овие стигнале над 600 и кустр, 700. Така, отприлика. И сега? Сега. Доаѓаме до ситуација, нели, да се дава помош во економијата и тие велат од каде ќе даваме точно од оваа ставка. Зошто во таа ставка, бутни во таа ставка, не се гледа ништо, зошто не извадија во буџетот посебна една ставка која што ќе мери точно за короната колку пари се исплатени и они велат оваа ставка 38 милиарди или 600 и кустур милиони евра ќе ја зголемиме на 52 милиарди, колку се тоа, 850 отприлика милиони евра. И сега, ако тие 850 милиони евра, 300 милиони евра се искористени за корона кризата, која што го потврдува јасно и гласно Државен завод за ревизија. Ги потрошиле, требало да ги потрошат. Не може Љупчо требало да ги потрошат. 350 милиона, други веќе. Не, тоа ми е спорот. Значи, ако 300 милиона се потрошени за корона криза, во другиот дел повеќе од јасно е покажано дека не се откажале од ниту еден денар. Тоа сакам да ви го кажам. Значи, планираат повеќе негде околу 180 милиони евра во однос, значи, кој ќе и тргнеме и здравство и се, во однос на периодот на претходната влада. Јасно, добро. И сега ништо од тие 180 милиони евра они не се откажуваат. Значи, како планирале? Чекај се. Така ги потрошиле. Имаме криза. Вие дома, кога имате ситуација од X причини, сте примиле помала плата, не знам, боледувања, вака така не ги прилагодувате трошоците, подадени од месец или два соодветно. Например, ми се случувало, пошто ние функционираме во една професија која не е многу рентабилна во Македонија, тоа е новинарство, да има 2 месеци да ни доцнат платите, например. Се случувало и кредит да земеме за да ги поминеме тие 2 месеци дома. Но кога зимаш кредит за да ги поминеш, ти прво гледаш да земеш за јадење, да платиш сметки, не гледаш да идеш часовник да си купиш или на викенд. Или на викенд во Маврово. И сега, добро Гордана, дали може да донесеме еден заклучок дека здравствената криза тие си ја искористиле за така да си Не, ама ај да ги украдат, да ги преповториме бројките. Не, бројките се јасни. Бројките на луѓето не им значат ништо. На луѓето им значи тенденцијата, тоа е каде се парите. Вака, при повторувањето на бројките пак ќе не доведе од прилика до истиот заклучок. Значи 53 милиарди е буџетскиот дефицит, скоро 900 милиони евра. Ако сме имале 300 милиони евра пари за корона криза
И ако буџетскиот дефицит претходно бил предвиден на нешто под 300 милиони евра, значи зборуваме пред корона кризата, ние имаме некаде околу 280 милиони евра пари кои што се потрошиле поради тоа што владата не се прилагодила на ново настанатата состојба. Зошто? Затоа што наместо да имаме буџетски дефицит прво планиран плюс она што беше искористено за короната, значи негде 300 плюс 300 еве околу 600 милиони, ние имаме уште 280-300 милиони евра повеќе пари потрошено поради тоа што не се прилагодија на состојбите, односно кажа, не, ние како беше јадевме фстаци, бадеме ќе продолжиме да ги јадеме. Не може Од дома? Од дома. Па пошто работеа од дома ги јаделе бадемите. Значи треба и кури да се плати да ги однесе. За жал така е, ова е реалност. За жал ова е реалност. И сега веќе нели тоа продолжува понатаму, да не зборуваме, значи следната година 2021 повторно. Трошоците за плати пак растат. Како сите стоки и услуги. Од 2021 што беше поразлично од 2020? Веќе полека ги имаме податоците од завршните сметки и за 21 година на компаниите. Како ова финансиско дивење на страна од владата се одрази на приватниот сектор? Имаме ли некоја првична оценка? Приватниот сектор функционира многу лошо и ние еднаш за секогаш мора да ги разграничиме двата моменти, а тоа е дали завршиле со добивка и загуба е сметководствена категорија, да кажам, пресметковна на хартија, и ликвидноста, која што во суштина компаниите ја немаат. Државата и понатаму доцни. За поврат на ДДВ да не зборувам, може би сега ќе рече некој, ама враќаат месец за месец. Јас знам компании кои што немаат од септември месец добиено поврат на ДДВ, со образложенија дека треба да дојде контрола, па немаат доволно инспектори и така натаму. На кој му е гајле од приватниот сектор дека они немаат доволно инспектори? Да, му должиш пари, си ги бара парите назад. А на приватниот сектор тие пари му требаат. Очигледно е, разговарав пред некое време со собственик на еден од најголемите ланци во Македонија, сега не кажувам од кој сектор за да не го открием човекот, ми се пожали во однос на економското функционирање дека толку не е проблем минималната плата во овој период, туку колку што е проблем тоа што државата станала многу поригорозна во делот на тоа кога ти должиш неа. Порано вика не чекаа повеќе, сега вика едноставно малку доцниш ти блокираат сметки и така натаму. Во однос на кога компаниите должат пари на државата. А еве, по тоа што вие говорите, обратно не, кога државата должи касни, а кога вие и должите ви наплаќа веднаш. Така. Видете, приватниот сектор навистина тешко функционира, особено во последниве месеци со покачувањето на цената на електричната енергија. Еве да ви кажам исто, имаме ние компании во Македонија, не би сакала сега да ги именувам, но точно мислам дека од тоа што толку многу се коментира и помеѓу приватниот сектор и повеќе од јасно е нели за кои компании станува збор, но производни компании во област на прехраната, се извинувам, кои ако во октомври, се извинувам, во ноември месец 2020 година имале сметка за струја од 1,5 милион денари, значи некаде околу 25.000 евра од прилика, тие сега имале во овој ноември 2021 по повеќе од 8 милиони денари сметка за струја. Значи имате навистина тежок период за приватниот сектор и сега ова е на некој начин врзано и со енергетската криза. Јасно. Втората причина или второто, да речам, образложение на владата, зошто на просветниве работници не им излегува во пресред на нивните барања. А што помага државата во енергетската криза, кога ние си купуваме струја од Хупекс? Требаше. Берза? Точно, Љупчо, тоа сакам сега да го искоментирам. Значи, државата заради повторно неспособноста и неработењето, корупцијата и криминалот, енергетскиот систем во Македонија го колабираше. Го колабираше уште пред да почне енергетската криза. Што значи? И повторно сега се враќаме на она планираме, знаеме да планираме, Јасно, предвидуваме и што правиме. Јас
не многу често се зборува, но треба да се зборува. Иако председателот на ВМРО-ДПМНЕ го зборуваше тоа уште во текот на летниот период, енергетичарите во светот знаеа дека ќе дојде до поскапување на цената на електричната енергија од причина што се воведоа еколошките дозволи. Што значи еколошка дозвола? Секоја една централа која што произведува од јаглен ќе плаќа поскапо. Изборуваме за еколошки дозволи кои што се од прилика 60 евра за 1 мегават. Планирано пред Украина, пред Апсолутно, зборуваме август месец 2021 година. На Путин уште не му беа тенковите под мачка. Каква Украина, каква Русија, зборуваме за период претходно. А ние неколку месеци пред тоа продаваме вишоци од хидроцентралите. Наместо да ги чуваме за мизерни зимата, цени во споредба со тоа што се случуваше нели после тоа, по мизерни или никакви цени. Се фалиме дека имаме вишоци. Да, но Гордана, забравивте да кажете како се продадени тие. Еве сега малку да им објаснам на слушателите и на Ивица, гледам дека не е упознан. Прво носат закон со кој дозволуваат ЕСМ, државните електрани, да ги продаваат нивната струја да ја продаваат на слободен пазар. Значи претходно мора на Евана само да му ја продаваат или на државниве ресурси. Елем сега ЕСМ ради северна. И ЕСМ вика сега ние можеме да ги продаваме на пазар. Ги продадоа на пазар на багателни цени на компании блиски до фамилијата Заеви и буквално ги испразнија хидроцентралите за некој за джабе онака да продава струја и после кога дојде најголемата криза, нашите акумулации беа празни. А веројатно затоа 18 годишно дете отвара фирма за... Можеби и затоа 18 годишниот син на Заев отвара фирма за ова. Значи, Лјупчо, тоа е поврзано со либерализацијата на пазарот, тоа по слободно продавање на слободен пазар и така натаму. И тоа е уште една причина плюс. Значи, јас денес да ја критикувам владата и да велам дека сте неодговорни како влада, не само за граѓаните, туку и за приватниот сектор. Ти излеко и кажа вака: ние ги заштитивме граѓаните, не знам како ги заштитија, затоа што во планот за живот ја укина радиодифузната такса, ама со сметкиве за струја ни го загорчија животот. Од друга страна исто така, како се сеќавате, зборува за ефтина тарифа. Сега треба секој еден граѓанин да си пресмета дома колку повеќе плаќа заради неспособноста. Знаете што е, сега не сакам да ги бранам Евана далеку од тоа, но разговарав со менеджментот во Евана и со овие високи цени на струја Евана е во огромни загуби. Затоа што поголем дел од струјата го купува на странска берза. Само да прашам за ова, кога сме веќе на оваа тема, Васко Ковачевски, го спомнавме Елена, или? Тврди дека не знае за собственоста на фирмите кои што купаат јаглен во Рек Битола, кога го прашува дали дел од овие фирми се врзани со Вице Заев. Еве, имаме човек овдека кој што работел во тој сектор, можно е оваа работа? Како може да не знае кога сите договори доаѓаат на паравка и сите директори? И како може ние од надвор да знаеме дека во моментот копа една фирма во Битола, ама подизведувачи се некакви струмички компании. Сега само може да нагаѓаме кои се тие струмички компании. Дај поезијата. Да ја вратиме песната. Вака, го спомна Евана, значи Евана е приватна компанија и Евана си брка свој профит, си гледа во својот двор. Да. Државата треба да се грижи за граѓаните и за приватниот сектор. Зошто многу пати го повторувам, приватниот сектор, не смееме да забораваме да не е приватниот сектор, никој ќе не може плата да земе во државата од администрација, затоа што приватниот сектор го полни буџетот. И сега вие во период, значи кога требало да внимавате, ниту сте правеле откривка на јаглен. Што е откривка на јаглен? Значи јагленот е некаде под земја, не е да се најдат, најдене. Подинската јагленова серија како дел од Суводол и бројот Неотино се два рудника кои што функционираат. Ама не се копа, односно најверојатно бидејќи трошоци за ископи имаме, еве и ова е нешто што го разбрав од Државниот завод за ревизија. Пред известен период излезе ревизијата на АДСМ, во кој што една од забелешките е дека GPS уреди не користат. Јас се сеќавам во еден друг период не се подпишуваше за ископ, односно нели да се плати кон одредено тие приватни фирми доколку не се испроверат сите работи,
откако дошле на власт, се сменила власта, GPS уредите се А зашо се исклучени. потребни тие GPS? За крадење. За да може да го следат камионот кај се движи, дали движи празен, полн, па сме имале ваги, па се баждареле вагите Крадење? еднаш месечно, се мереле камионите празни, Што полни, не го мериш, ето кај крадење. движат. Знаете вие колкав е рудникот на рек Битола? Јас сум била таму. Бев во 2014 година и тогаш се сеќавам Јас се сеќам на она раководството покава. кажа дека сум прв финансов директор кој што од централата во Скопје од 82 излегол да ги види рудниците. Не може вие да работите со нешто а да не знаете што раководите или ова како. Еве ја не сум слушнала за вас. дали он има отидено да го види, пошто Зиков е сега во Мепсо, нели е? А не. Добро, да, тој е во Мепсо, може. Не е во Елем, да беше во Елем ќе опрашавме. Ама не верувам, Зиков е поише бизнес тип, он дека ќе отиде. Не, ама видите, ако вие работите и ако водите со една компанија, не може да не знаете што се случува на терен. Па кој Првин да го потпишал сватите целиот производен процес. Сега, Сега види, дека може да ти украдат 3 вреки јаглен и во најсовршена ситуација не, може. Лјупчо, не се Ама работи сега за... ова е Што ќе му прават на јагленот? Не се работи. Јагленот најлесно се контролира затоа што тој оди во производство, точно колку количина, од тоа колку струја Мегавати треба да се се вади, да. Ископот на јаловина е дискутабилен, но се враќаме ние на она што е клучно, како се контролира. Механизмите за контрола. Вице тоа све контролира. А добро, окей. Значи Сега, клучното Ние сме да во не раците на Вице, Вице Лјупчо, мисли да за не нас. избегаме од она што е клучно, односно темава. Мојата поента која беше? Наместо Елем да произведува, прин да беше спремен за она што се што ќе се случуваше, а знаеше однапред. Еколошките такси се зборуваа со години, не беше нешто ајде од утре ќе ги воведеме. Значи требаше тоа да го знаат. Понатаму, не беа во состојба да си произведат тоа што требаше да му го предадат на Евана за домакинствата. Апсолутно, тоа сакам да ви За кажам. домакинствата, а да не зборуваме за приватниот сектор. Зошто не беа спремни? Зошто не произведува? Зошто не ја продадеа струјата по цена повисока од таа нивна производна и онаа што ја даваа на Ева на 37 мислам евра за 1 мегават, еве и 100 да ја продадеа за приватниот сектор, Ева на ќе купеше по 250 евра од увоз и 100 евра ќе направеше микс и компаниите ќе добија по ниска цена. Значи јас тоа го зборам. Зошто не се произведуваше во Елем и да си тоа е задачата на државата да излезе во пресвети на компаниите и на граѓаните кога им е тешко. А беше тешко. И се уште е и ќе биде. Жалното е што воопшто не гледам дека во енергетиката има било какви придвижувања. И оние коментари, сега е еден поздрав и до премиерот, мислам во енергетиката дека не било направено ништо во последните 30 години. Абе нека отиде малку да распраша што се направи во периодот на владење на ВМРО ДПМНЕ. Срамно е. Базна енергија, значи не се грижи за базната енергија, се грижи фотоволтаици. Треба да има обновливи извори на енергија. Треба, значи, да се на некој начин тоа и субвенционирано. Што правиме со базниот дел? Тука има потенцијален конфликт на интереси затоа што премиерот е газдан на фирма, за производство на фотоволтаици, која што, ова е многу интересно и ова е убава работа се истражи. Добивала од како се викаш овој фондот за иновации. Од фондот за иновации добивала добри субвенции за да го развие својот бизнес. А формирана е од денот кој е формирана е постојано алиментирана вака од фондот за иновации. Така не види, очигледно имаме иновативен премиер. Да. Имаме иновативен премиер. Кочовска, вие бевте на некој начин на една функција како дополнителен министер за финансии, после на таа функција те гледаме дошол после некое време господинот Ковачевски. Но сепак е, за разлика од него, вие сте многу подолго време присутни во она што се нарекува финансиски сектор во државата, односно во државната администрација, како да наречам, и одвнатре ги следите работиве. Ја кога го гледам како сака да се промовира како економски гуру некаков, имам впечаток, добро, има ли овој човек поим од економија? Неблагодарно е сега да зборуваме дали има или нема поим. Бил на висока функција во Телеком. Да, но Телеком бил маркетинг, тоа не е економија.
Ај вака, да не зборуваме дали он има поим или нема поим, да гледаме што прават во економијата. Ако податоците во економијата се поразителни, последната анкета за деловни тенденции или тоа се очекувањата на преработувачката индустрија за месец март и за следните 3 месеци покажува поразителни резултати. Тоа е? Ке се зголемуваат залихи, ке се пуштаат луѓе од работа, значи покажува нешто што вака загрижува многу. Ова е Тоа е порака јасно. до вработените во Радио Лидер. Тоа е, Исто. ја реков преработувачка индустрија, љубчо се не ми ги извртува, значи зборовите се трудам стварно да бидам прецизна колку можам Во повеќе. медиум како ќе правиш залихи? Па не преработуваме вести. Да. Сакам да кажам дека состојбата е тешка, и видете, ние са во континуитет зборуваме, тешко е, меѓутоа не, кризата или војната во Украина, Русија, како сакате да ја наречеме, не сме ја почувствувале се уште. Знаете кога ќе ја почувствуваме? Кога ќе дојде новата реколта на овие земјоделскиве производи, на житата, На Кога- сончоглед, на сега пшеница. се уште залихи од претходната користиме, што ние, што светот. Меѓутоа берзинските цени веќе се зголемија. Се До согласувам, но земјоделието, градежните материјали, Ама- гледам дека веќе цените отидоа нагоре, но се уште оној недостаток реален го нема, бидејќи, знаете како сега се реорганизираат државите и се ствараат залиха, зашто знаат дека периодот кој што следи ќе биде тежок. Ние бевме Во економијата се случува со временско Не, задоцнување јасно, од јасно. најмалку 9 Ние- месеци. Ова не, е прва добро, лекција кај нас- што се учи кај нас во планирање- този символ се сеќаваш, нели, Да. бевме да купуваш кола во еден од салоните во Скопје сега. да. Не, у моментов кола на лагер нема во Македонија. Можеш да купиш автомобил само со 8, така веројатно во цел Или е свет. дефектна, нема некои чипови Да, така значи натаму. во наредни 8 месеци мора да чекаш за автомобил. Точно. Автомобилската индустрија веќе ги прави тие Чо, автомобилската индустрија сега е страшно заради тризовите кај нас и Да. фактот дека и од нив имаме девизни приливи, да не завлегувам во други теми, но страшно е, меѓутоа загрижува нешто друго. Еве вчера имаше некаде по порталите исто коментари за она што се случува повторно во Кина. Со корона кризава, со Шангај, затварањето. Шангај. Шангај веќе 40 града има. Значи тоа е страшно. Некој, пазете, комплетни затварања, цели фабрики се затварат. Знаете, сега повторно имаме помало производство, Да, повторно ланци зголемена Јас мислам победувачка дека притисок на цени Ја и така мислам сега натаму. вакам, не сакам да верувам во теорија на заговор, но мислам дека Кина намерно го прави ова, не толку ради корона, туку за да им покаже новиот западот колку зависат од Кина и сега на сред војна кога најмногу им требаат некој работи, им вика извинете, ние не работиме, затворивме. Намерно, ненамерно. Дискутираме, значи, кога ќе заврши војнава со Русија и Украина, па добра била не треба тоа ништо да не интересира. Ние треба да се фокусираме кај нас. На Значи, внатрешните дали е параметри. намерно или не намерно, ние не можеме да влијаеме на тие текови. Ние само ги следиме и треба да се реорганизираме и прилагодиме на истото. Ние не се прилагодуваме. Значи, се што констатиравме. Енергетска криза, виновна владата. Здравствена криза, виновна владата. Бре, во Србија одевме да се вакцинираме. Вакцини немаше. Сега молиме од Па, Србија. ја- Од Србија сега храна барам, како да ви кажам. Знаете како, например, ја бев исто вака како вас, своевремено премногу леле, овие не гледаат ништо, не сваќаат, лошо е, не се прилагодуваат. И после тоа сватив дека, па добро, викам, еве, гледам, Вучич се грижи за нас, човеков, ни дај вакцини, ни дај пченица, ќе ни дај сега и зејтин, човеков И очигледно сега- мисли за нас. И сега, ако е таква Жив и ситуација, здрав значи да е Вучич, заклучуваме. жив и здрав да е Вучич, ние еве некако ќе протуркаме. Значи заклучуваме трите причини поради кои што се враќаме на просветните работници, не им даваат покачување такво како што бараат, а кој знае дали некакво даваат, бидејќи се е на ке со ребалансот, ќе видиме, Ја не знам што не ребалансот требаше отидат до на сега. Вучич да му побараат пари за нашиве наставници. И доаѓаме до ситуација, значи енергетска криза виновна владата. Ти ги даде. Ја Може, мислам ќе ќе ги даде, да. Ке рече греот е у Србија Греот. колку се наставници да им даваме пари. Значи, енергетска криза виновна влада, економска криза виновна влада, здравствена криза виновна влада. Владата е виновна во трите случаи. Јасно. Секој ги има податоците на располагање и може да ги види. И на крај тоа е велат причина поради која што не може да го добијат соодветното. И при тоа
Значи, го подпишавме законов за минимална плата, супер, се поздравивме, се сликавме пред 2 месеци, на сајтот на СДСМ како најголем успех стои. И во исто време, чекај сега, не, за вас понатаму не важи, до тука стигнавме. Значи, све упропастија, све урниса. И да не заборавиме. Заборавивме да ги спомнеме двајцата генерални секретари на владата, кои што јасно го потврдуваат ова што ја го зборам. Кој? Па едниот и другиот кои што се во притвор, за кои што има дела. Мухамед и Драги. Значи, поголем доказ од тоа дека на вистина, значи, буџетот им служел како извор на корупција не постои. И јас и ти сме работеле во државна управа, јако служнав на 800.000 евра консултантски услуги во 4 очи. Како да кажам тоа? Кој е таа свест при законодавството кое што постои во Македонија, при обичниот, при моралот на крајот на краиштата? Тоа е тоа што го зборев. 800.000 евра во 4 очи. Ја да ти кажам искрено, сакав консултант да станам кој ги видов тие пари. Ова што се случува со директорот на финансиска полиција друг момент. Можеме ли тоа? Што се случувало, да најпластично по неофицијални информации кои што ја ги имам и во изминатиот период, значи станува збор за сега не зборам дека за тоа е обвинет, не знам зашто е и така натаму. Меѓутоа информациите кои што јас ги имам јасно кажуваат од терен дека значи однапред се организирале за одредени компании да им измислуваат предмети и така натаму, се со цел да ги уценуваат и да изнудуваат рекет. Тоа била на некој начин работата на финансова полиција. Така и сега еве, ако е чист и ако е исправен, зошто е во бегство? Кој Мореми? Не, дека се работи за голем криминалец веќе подолго време. Нема, чека се. Ја сите ние со бизнисмени што комуницираме знаеме. Наместо да штити од рекет, прави рекет. Па тоа е. Ова е превртено. И сега доаѓаме пак до она, ајде планот за живот да го гледаме што направија, донесоа црнила, неправди, незаконие. Као зима рекет. И Русковска мислам дека за него некој збореше дека ќе најдеме ја снема нешто, тактизираат цело време. Кочовски има нов извештај од Светска банка околу растот. Да. Тоа го забележавме и исто забележавме дека исто како што сме на врвот во Европа по корупција, по растот сме на дното. Барем според проекцијата на... Тоа едно со друго го личи? Ивица, си бил ти некојаш во Светска банка? Сум бил. Како изгледа тоа? Не знам, Хари Костов има таму работено. Да, како кадар на социјалистичка партија, знаеш тоа. На која си? На Дзин? Па беше како заменик министр за финансии Хари Костов како и Зоран социјалистичка партија беше. Да. Не, добро, види. Таму имаме едно место кое што е дипломатско место. Тоа место е и припаѓа на Македонија, е дел под холандската конституенца. И тука се станува збор за личност која што е номинирана од владата. Околу Тевдовски имавме една ситуација, видете. За него се створи фама да ме коди во Светска банка, мислејќи дека да бил на конкурс работа, испадна дека тоа работно место што и припаѓа на Македонија. Види, Светската банка е формирана, нели? Тоа не е класична банка, тоа е развојна институција светска. И со тоа се занимава на крајот на крајот. Да, со еден пријател. Иначе таму да знаеш дека има многу политолози, затоа што станува збор за развојна државна помош и при пресметка на ризици користат услуги на политолози, да знаеш. Чув еден пријател бил таму во посета на Светската банка, во ходник го видел Тевдовски и слушнал како му објаснува на некој американец, ти знаеш ли како е во Данска? Така, вредно, нешто е гнило во државата Данска. Нешто е гнило во државата Данска. Гордана ти ги најде тие документи околу... Ајде да видиме што е гнило во државата Македонска сега, исто шекспиријански да влеземе, ајде. Околу сите тие... Значи, во однос на проекциите на Светска банка, ништо што не изненади, ако погледнете со години наназад од како е СДСМ на власт, во континуитет ние имаме корекција на бруто домашниот производ надолу, што покажува дека при планирање или проектирање на почеток на година некако многу се оптимистички настроени власта или пак така им одговара за да може да ги креираат трошоците и после тоа во континуитет само се делка бруто домашниот производ оди надолу. Сега, мене најмногу
да речеме, ме погодува моментот што ние во последните години сме најлоши на Балканот. Еднакви или полоши во дадени моменти и од Босна. Значи нешто што не го третираме нели некако држава, односно со 300 проблеми таму внатрешни и така натаму. Ние сме полоши и од нив. Не, Србија отиде далеку пред нас. Значи, Србија не далеку храни пред денес нас. Да. Не само што не храни, значи Србија има странски инвестиции многу повеќе во однос на нас, ама не само Србија, сите во регионот имаат повеќе и странски инвестиции, и поголем бруто домашен производ, и поголема грижа. Албанија е подобро од нас, така? Така. Точно. Сега значи Ајде се споредаме, Србија више влезе во прва 2022. лига, ние останавме во трета, а споредбено со Албанија како стоиме? Значи ние за 2022 година согласно Светска банка ќе имаме раст на бруто домашен производ од 2,7%. Па тоа Јас не е верувам дека ќе и растепат. помал од ова што е. Меѓутоа ни велат проекција од 2,7%, а Албанија е 3,1%. А дали инфлацијата е пресметана во Тоа овој сакав раст? јас да прашам. Да. Се Во вклучува. овој момент ние не знаеме со која инфлација ќе завршиме на Добро, крај сепак година. проекција. Тие одат со некоја проценка, мислам беше 5,5%. Па, Јас верувам исто дека ќе биде повисока од Минимум тоа што е. 8% годинава. Барем според мои, ја би се обложил ако има негде Не, кладилница. да се вратиме на да се вратиме сега на Значи, има и коментари. повеќе од јасно е дека состојбата ќе биде алармантна, односно таа е алармантна со години, како никако да пораснеме во бруто домашниот производ како што треба. Знаете, кога Гордана, има анализа квалитативна што вели Светска банка во однос на Македонија или само бројки су Не, више за цел значи регион? Јасно. генерално даваат околу тоа какви се очекувањата за бруто инвестициите во Јасно. државата, какви се очекувањата за потрошувачката, они велат дека ќе се стабилизира онаа приватна потрошувачка на приватниот сектор. Но јас би се задржала на нешто што секој пат мислам дека е најважно да се коментира, а тоа се бруто инвестициите или инвестиции во основни средства на и приватниот и јавниот сектор. За капиталните инвестиции нема што да дискутираме. Мислам, многу пати дискутирано. Не, јасно, бројките јасно, се добро. поразителни, нема што тука да се дискутира. Но во однос на оно што се вели инвестиции во основни средства каде што влегува и приватниот сектор. Ако ги погледнете со години наназад, ќе видите дека откако се дојдене на власт, овие бројки паѓаат пред надолу. За разлика од тоа, ако погледнете како било кога ВМРО ДПМН е дошле на власт во 2006 година, тие бројки растат и тоа многу со забрзано темпо. Што покажува тоа? Во еден друг период имавме различна економска политика. Политика на ниски рамни даноци, предвидлива економска клима, околина, привлекување на странски Регулатива, инвестиции. Така. Јасно. Кога дојде на власт воведа прогресивен данок, па го изменија, го вратија рамниот. 3 министри за финансии, се извинувам, се сменија во овие последни години како се они на власт. И сега ова што се случува со инвестициите е точно одраз на состојбата во економијата. Значи приватниот сектор не верува на оваа влада, не инвестира, се плаши, нема предвидливост за ништо. Мене ова ми е логично, не знам како. Сега, ако е таква ситуацијата, тоа значи дека ние немаме светла иднина. Што значи тоа? Ако ти не инвестираш, тоа значи дека не очекуваш дека имаш добра иднина, понатаму, тоа значи дека вакви ќе бидат бројките за бруто домашниот производ. Страшното е само што, пак ќе кажам, како и за се во економијата и за ова има временско задоцнување, ефектите ќе се чувствуваат понатаму. Но фактот дека приватниот сектор не инвестира така како што инвестирал некогаш кога очекувал од владата и навистина имало одлични показатели и економска бизнис клима, сега тоа го нема. И од таа причина состојбата е таква. Зошто не случајно ги спомнав бруто инвестициите или инвестициите? Тоа е најчесто ставката со која што, ајде да кажеме, кога се пресметува бруто домашниот производ, се игра најмногу, бидејќи во бруто инвестиции влегуваат и залихите. И ако погледнете во периодот на владење на СДСМ, кога сакаат да го нашминкаат поубаво бруто домашниот производ дека пораснал повеќе, они ги растат залихите како што на нив им одговара. Тоа се случи во 2020 година,
кога првично, ако се сеќавате, беше падот околу нешто над 4% нели во минус збора, за да стигнеме на крај со корекцијата 6,1%. Таква корекција, јас не памтам да се случила за една објава на бруто домашен производ и после извесен период уште поголем пад. Каде беа најголемите корекции? Точно во делот на инвестициите. Значи самите, не знам на кој основ очекувале или пресметувале дека ќе бидат со една динамика за да се случи на крај нешто. Да, но ние имаме една тенденција која постојано ја зборуваме кога сме кај инвестициите, за да избегнат данок. Овие што се странски инвестиции, парите ги изнесуваат надвор, па потоа ги враќаат како инвестиција во Македонија и тоа се влегува во овие математики. Чекај, се малку Ова е како деца во градинка. Ќе се навратам на темата само малку. Зашто? Не, па затоа што не може да биде издржано тоа. Мислите дека не е така? Не, апсолутно. Не, само малку ја фативме оваа темата околу храната. Ајде да се подсетиме. Значи, председателот Пендаровски кажа дека некаде во ноември дошол некој Джейсон Борн, Джеймс Бонд, нели, кај него и му кажал, еве, русите ке напаѓаат, и дека тие до последно зрно ги наполниле државните резерви. Тоа беше било во ноември. Кога до последно зрно се наполниле државните резерви, веќе во февруари и председателот Пендаровски и потоа министерот за земјоделие го молеа Вучич, само да се докажам, го молеа Вучич да даде пченица на Македонија, па го молеа за зејтин, така? И прашањето е... Никогаш нема да ја заборавам љутата фаца на министерот за земјоделие Љупчо Николовски на телевизија, кој така љуто вика, го повикуваме Вучич да ни дозволи, вика, да увезуваме масло од Србија. Да, меѓутоа, мислите, ние више кон Србија имаме и однос, дајте ама чекај. Забораваш дека предходниот ден министрот за локална самоуправа кажа, а не, тој сам се нуди. Ние не ќе. И добро, и покрај сето тоа имавме една убава изјава вчера на председателот Вучич, меѓутоа да го ставиме малку. Не за разлика од другите, бараме само пријатели. Гордана, според мене планирање не е тоа да се потпреш на добрата волја на српскиот председател. Еве се тоа што го искоментиравте, случајно во материјалите носам за стоковни резерви, значи вкупниот буџет 2021 година 348 милиони денари. Јасно. 2022 планирани 246, негде околу 100 милиони помалку, и тоа во период кога господинот председател на држава вели дека има информации дека нешто ќе се случува. Во ист период кога ние имаме лоша состојба со стоковите резерви, одговорно тврдам лоша состојба, ќе излезе со нешто ако беше подобро. Значи, ако тој вели во ноември ја добил информацијата од некој Джеймс Бонд, во декември помина буџетот, така? Така, ама тој почна негде од средината на октомври со амандмани или било како можеше да се промени. Значи можеше со амандман да се дуплира ова. Да, ама не се дуплира, тие го намалиле. Тоа се намали. Значи, сакам да кажам дека воопшто ова јасно покажува дека состојбата воопшто не ја следеле. Ниту се грижеле, ниту размислувале. Јас верувам, ако они вака го проектирале буџетот, они воопшто не провериле ни колку стокови резерви има. Ја загрозиле националната безбедност ова, го загрозиле снабдувањето на граѓаните. И лажеле дека е се пуно, амбарите дека и лажат точно. Ама види се, они сватија дека е побитно што ќе кажеш од тоа како е и еве ги тераат више 5 години. Можеме ли да го свртиме листот сега да одиме во делот што ВМРО не планира кога преземе одговорност? Околу македонски економски ситуации треба да го бараме Синиша Мали. Веројатно во иднина министер за ние се навикнаме директно гледајќи Србија Вучич. Да. Господине Мали, што да очекуваме замислите се во Македонија наредната година? Нели ке нас овој го нема нигде да се појави министер за земјоделие го повикува Вучич, а министер за локална самоуправа го навредува. Председателот Пендаровски го критикува Вучич. И нашиот конкурент Сашо Ордановски сака да забрани српски телевизии во Македонија. А истовремено е газете му се српска фирма, така? Ова не знам. Не, да се вратиме еве сега, значи без разлика на целата ситуација, претпоставам дека одговорна опозиција во секој момент е подготвена да ја превземе одговорноста.
инаку не би била одговорна, не би била и опозиција. Значи, како ќе се сврти листот? Ако годинава, дај Боже, имаме избори со цел оваа континуирана политичка криза од 2020 до денес, конечно да сопри, конечно Македонија да почне да оди напред, наместо се тетрави како досега. Значи, клучно во првиот момент ние и во континуитет го бараме тоа и од оваа влада, ама не го прави. И требаше до сега, поготово заради оваа криза последнава, да направи ребаланс на буџетот, при што ќе скратеше се што беше непродуктивно и кај што имаше простор да се кратија. Најверојатно ние разни трансфери што ги зборуваме ќе ги чешламе едно по едно. И нема друг начин, ако таму имате повеќе од 600 милиони евра како план и тие растат од година во година, тоа значи дека таму нешто се случува и треба да се провери што и како е. Добро. Во однос нели на даноците постојано го зборуваме тоа, остануваме на политиката на ниски и рамни даноци. Клучно да работи администрацијата. Планираме нели промени во управата за јавни приходи, воведување на еден систем кој што би ги изврзал и управа за јавни приходи, и царина, и приватниот сектор. Борба со сива економија секако, затоа што голем дел од парите од буџетот точно на некој начин ги краде, под наводници, нели кажано, сивата економија и тоа ќе треба, значи, посебно да се поведе сметка за таа работа и без пардон, нели, затоа што во континуитет, каде и да отидам на терен, постојано приватниот сектор се жали од таа нелојална конкуренција, вели види, ние плаќаме и даноци и придонеси се. Комшијава до нас ниту е регистриран, ниту плаќа и никој нема тоа за да го сузбие, да го спречи. Но она што е важно, јас мислам, а што во последните години не го гледаме, тоа дека владата треба да работи. Некогаш се смеевме кога ќе се кажеше работа 24/7, ама сега од овој аспект изгледа дека навистина така некогаш се работело, затоа што се држа оние маратонски владени седници, се дискутираше за секој едно прашање, се прашуваше до кај си, зошто си застанал, каде е проблемот, се решаваа проблемите, што сега не е случај. И секако, нели, еден од приоритетите наши решавање на проблемите во енергетскиот сектор, тоа можеби е едно од најзначајните нешта, затоа што ако нешто научив кога бев во бившо Елем, да кажам, тоа е дека држава без енергетски сектор не е држава. И затоа ние денес не сме држава, заради тоа што го уништија пред енергетскиот систем. Така да има многу работи што можат да се направат. Како што кажав, странски инвеститори обавезно. Тие имаат своји причини зашто и во минатото се носеле тука. Ако не беа тие странски инвеститори, ние денес немаше да имаме толку девизни резерви. Комуницирам со приватниот сектор минатата недела на терен која бе, велат: ама зошто толку сте за странскиве инвеститори? Велам, има прилив на девизи. Велат, ама добро фиксен ни е курсот. Не знам дали народот разбира дека за да имате фиксен курс, Народна банка треба да го брани. Јасно. Кога го брани, тоа значи дека троши девизи. Значи точно тие девизни резерви, ако не биле странските инвестиции, не знам денес како ќе се справувавме со сите овие кризи. Гордена, затоа што тука инсистираме на одбрана на јавниот интерес, би сакале ова што беше спомнато за трошењето на средства во 2020-2021 година да заврши со добри извештаи во собранието, па дури и анкетни комисии. И кривични пријави. Тоа на крај, меѓутоа ајде должност како опозиција. Ајде прво како јавност да дознаеме што се случувало тој период. А судството, нели, по допрен глас, а и по допрен извештај, мислам дека ќе си го најде својот пат. Кочовска, ви благодарам, еве дојде веќе 9:04 минути за оваа опсежно интервју и добри, односно добри, овие се лоши бројки кои ги дознавме денес. Почитувани слушатели, останете со Радио Лидер 107,4. Немојте да се грежите, Синиша Мали и понатаму мисли на вас, заедно со Александар Вучич и економската ситуација. Без леп нема да останеме, па сега за друго ќе видиме како и што. Денес е 19.4.2022 година. Реализација Радио Лидер, главниот одговорен уредник мојата маленкост Лјупчо Златев,
Автори на оваа емисија сме повторно јас и Ивица Боцевски, техничка реализација Димитар Лазаровски, Димитар Митровски и Горан Лазаровски, им ги смешав презимињата. Денеска слаб доручек, очек да наричам. Ке одиме на доручек после ова.